Причините зошто министерот Лимани не добил американска виза му се појаснети нему, но поради строгите правила за приватност во Соединетите Американски држави, амбасадорката Агелер не можеше да ја открие причината зошто Лимани не доби дозвола да отпатува во Њујорк, каде завчера требал да присуствува и да се обрати на настан на Обединетите нации посветен на жените. So we have very strict privacy laws in the United States, and so I cannot discuss any visa issues on any individuals. I would refer you to the minister to discuss what occurred, but I will also simply say that with any applicant for an American visa, a U.S. visa, that the process is explained to the individual, and if there is any additional follow-up, that is explained as well. Лимани денеска не одговори на повиците и пораките на Сител. Од Министерството за социјала, со кое раководи Лимани, велат, веќе се произнесол преку Facebook. Меѓутоа, од кабинетот на Лимани најавуваат дека во вторник, на 18 март, ќе одржал пресконференција на која ќе ги образложил причините за одбивањето за виза од САД. Министерот во кратка објава рече дека причината за недобивањето американска виза била некаква услуга која тој ја завршил за својот роднина и прв човек на Дуи, Али Ахмети. Причината за пречката за слободно движење произлегува од фактот што жртвува все за да го врата Али Ахмети, заедно со неговите деца и пријатели во неговата татковина, користејќи начини и средства кои не се дозволени со меѓународното право. Ова нека послужи како потсетник за идните генерации да внимаваат кому му веруваат и за што се жртвуваат, за да не се осудат на вечно робство, вели Лимани барајќи ТВ дуел со Ахмети. Одбивањето на Лимани за американска виза предизвика низа реакции од политичките партии. СДСМ и Алијанса за албанците побараа објаснување, но и оставка од министерот за социјала. Даниел Василев, Сител телевизија.